Околу 26 милиони денари за потрошена електрична енергија треба да плати Штипски ИСАР. Од добавувачот бара долго да го платат на рати, во спротивно на комуналното предпријатие му се заканува финансиски колапс. Освен високи сметки за струја направени во време на енергетската криза, месечно исплаќаат и 4,5 милиони денари камата за веќе исплатениот кредит земен пред 20 години. Ова е таа обврска која ние ја чувствуваме како притисок, меѓутоа врз основа на оваа обврска и побаравме и Советот ни донесе одлука за продажба на дуќаните или на недвижност во висина од некои си 12 милиони денари, со кои сакавме да ја сервисираме оваа обврска, меѓутоа два пати објавивме продажба на дуќаните, не успеавме да ги продадеме, бидејќи не се појави ниту еден заинтересиран кој би сакал да инвестира, односно да ги купи овие дуќани. Мерките кои беа воведени лани за ИСАР да излезе од кризата ги дадоа потребните резултати. Предпријатието е ликвидно, а платите како и за останатите долгови кон вработените редовно се исплаќаат. Засега нови вработувања не се планираат. За оваа година не се планирани нови вработувања, односно секој оној кој ќе биде испразнет по основ на пензионирање ќе се направи длабока и детална анализа дали има реална потреба, со тоа што како добра практика ќе го користиме секој испразнето место во административниот дел, односно во оној дел кој не додава вредност на јавното предпријатие, нема да биде распишен оглас за ново вработување. Меѓутоа секој оно испразнето место во оперативниот дел ќе биде заменето со ново, бидејќи не смее да трпи услугата на граѓаните. Енергетската криза им зададе сериозен удар на комуналните предпријатија во државата. Поради високите и неплатени сметки, Кочанското предпријатие извесен период немаше струја, а Виничкото се уште редовно не може да ги исплаќа платите на вработените.